Потомците на храбрите востаници, лути и разочарани ја одбележаа 141-та годишнина од Разловечкото востание, првото вооружено и автентично македонско востание за самостојна Македонија. Во славното Разловци жителите велат дека тешко се живее и дека се заборавени од локалната и централната власт, па денес до Разловци се стигнува по црн пат, бидејќи се уште се санира мостот, оштетен од поплавите пред повеќе од 2 години. Мизерно се живее. Нима пари, нима живот, нима ништо. Ништо не ги прават кај нас, ни мост, ни това, ни оно. Кога има гласање да почукате за рамото и ајде, одаци. Дај Боже некој да се разболи. Ќе умре, на рацете на човекот ќе умре. Од дека се снајде оне ден одих през една нива, ќе ме казнеаше полицијата. Одих од друго востание, вика бегал сум од полицијата. Нема од дека да замина, мора од некаде да се сна да замина. Дали ме полиција чека, дали градоначалник, дали што, не знам. Спомен домот на Разловечкото востание се уште стои како споменик на негрижата за делото на храбрите востаници. Објектот за кој архитектор Георги Константиновски доби награда во 1981-та за архитектонското решение, во очајна состојба и без керамиди, ги пречека гостите. Се го прават и ништо не прават. Или нешто прија, книга ставија на него и ништо. Кровот требаше да смени, менија вани, полани, ништо. Турија нешто и толку. Црна книга само. Доколку така се однесуваме кон камењата темелници на македонската држава, како што се однесуваме кон домот за спомен на Разловечкото востание, тогаш и не треба да не чуди доколку еден ден ни се подкопаат темелите на државата и ја изгубиме државноста и идентитетот на овој народ. За неговата реконструкција има проект кој е во Министерството за култура, но реконструкцијата почне и заврши само со поставување црна хартија, за да се спречи протекувањето на кровот. Се надеваме дека во најскора еднина дека и ова, наша идеја која што или наш проект кој што го поднесуваме до министерство, се надеваме дека во наредниот период ова иницијатива ќе биде завршена и конечно спомен домот како спомен дом на еден светол ден од историјата на македонскиот народ, еден ден ќе види своја ќе биде реализирано. Поп Стојан и неговиот зет Димитар Поп Георгиев Беровски заедно со уште 30 на востаници од Разловци во 1876 година за слободата на потомците не се штеделе кога се дигнале против зулумите на османлиите. Ако ги ослушнеме ветерот кој шумоли во околните редови, ќе се чуе гласот на борците за слобода и за самостојност во втората половина на 19 век. Во станичкото Разловци го посетија многу гости, кои се поклонија пред спомен плочата на востанието, но меѓу нив не беа првите луѓе на локалната власт во Делчево.